Во рамките на дигиталниот самит денеска го имаме овој настан каде што младите стартап компании ќе презентираат своји идеи. Јас сум денеска тука да ги слушаме нивните идеи. Сакам да потенцирам дека и во програмата на владата и во мерките кои што владата ги предвиде за економски раст има посветено посебно внимание за малите и средни компании, поготово за стартапите. Јас сум посебно среќен денеска што ќе се дружам со млади претприемачи кои што своите идеи ќе ги кажат, ќе имаме комисија која што тие идеи ќе ги оценува и на крај нормално најдобрата идеја ќе биде наградена. Она што е многу важно е да кажеме дека македонската економија треба во иднина да се базира на иновативни проекти, треба да се базира на младите од едуцирани луѓе и јас ги охрабрувам сите млади луѓе кои што имаат било какви идеи во Република Македонија храбро да настапат во нивна имплементација. Сега, како никогаш досега, владата ќе биде поддржувачки настроена кон нивните идеи. Тоа ќе го манифестираме преку финансирање на нивните идеи, преку фондот за иновативност, во така наречениот трет столб на мерки кои што ги пременуваме за економскиот раст во Република Македонија. Ценам дека тоа е иднината на Македонија. Апелирам сите млади луѓе кои што се чувствуваат дека имаат било каква претприемачка идеја да настапат со нејзе и дека следните неколку години ќе бидат години кога треба тие идеи да ги имплементираат. Европската комисија нотира дека планот за економски раст има потенцијал, меѓутоа има забелешки по основ на сивата економија и неактивноста на пазарот на труд. Која е вашата оценка околу колку е реален извештајот, колку е огледало на сегашните состојби и македонската економија? Извештајот е апсолутно прецизно огледало на состојбата во економијата во Република Македонија и апсолутно реално ги отсликува сите состојби во македонската економија. Мене ми е драго што и Европската комисија констатирала дека планот за економски раст има потенцијал, на нас е тој потенцијал да го претвориме во акција и да го претвориме во резултат. Бидејќи потенцијалот не е доволен, резултатите се мерат на крај, јас сум многу сигурен дека таквиот план за економски раст ќе даде на крај резултати. Точно планот за економски раст треба да помогне да се сузбијат овие процеси и состојби во Република Македонија. Јас исто така се согласувам со извештајот дека сивата економија треба да се сузбие и треба да се бориме против нејзе. Таа е присутна во сите сегменти на живеењето во Република Македонија. Еве тргнувајќи од земјоделските производи, како тие се откупуваат, па како на кванташки се продаваат, па како по пазарите се дистрибуираат. Сето тоа е надвор од финансискиот систем на Република Македонија и ние мораме да се бориме со тоа, затоа и ќе формираме одредени активности во таа насока со активирањето на агроберза. Знаете дека идејата за агроберза е стара, но на крај таа се претворила во чување на 2 силоса во Прилеп и ништо од нејзината реализација. Ние мораме во тој сегмент, после тоа не е само тој сегментот, имаме сегмент во продажба на текстилот, имаме сегмент во сите економски живења во Република Македонија. Се разбира, мораме да бидеме посветени на иновативните процеси. Точно и тоа е еден од настаните кои што денеска се случува во извештајот од Европската комисија стои дека мораме да бидеме посветени на младите претприемачи, да бидеме посветени на иновативните проекти кои што тие ги имаат. Ние како влада детерминиравме пари во буџетот и прв пат оваа година детерминиравме значителни средства за мали и средни претпријатија и веќе сте сведоци дека во среда ќе биде практично презентиран првиот повик кој што ќе биде за мали и средни претпријатија на кој што државата ќе определи значителни средства да им помогне на овие млади претприемачи. Значи, апсолутно, конечно морам да подлечам дека препораката на Европската комисија е кристално чиста и мислам дека во делот на економијата таа прецизно, јасно и точно ги отсликува состојбите во Република Македонија. Денесна комисија е повторно второ читање на законот. Дали тоа значи дека нема да се остварат проекциите, истиот да биде оперативен согласно оно што го зборувавте дека март некада би требало веќе да биде операционализиран законот? Значи, ние развивме широка дискусија во јавноста, во македонската јавност, во делот со сите субјекти од економското живење, со стопанските комори, меѓународните финансиски институции, домашните финансиски институции и сите тие беа исклучително поддржувачки према овој закон. Ги слушавме нивните препораки, дел од нив имплементиравме, да речам најголем дел од нив имплементиравме и мислам дека тој закон е сега најфилтрираниот закон од сите закони кои што досега се правени во делот на економијата
и во таа смисла мислам дека сите тие институции, вклучително и стопанските комори, ја повика и опозицијата да го поддржи овој закон. Јас ја користам оваа прилика да уште еднаш ја повикам опозицијата конструктивно да даде критика ако има критика и да го поддржи законот, тоа е во интерес на македонската економија. Све останато е само политичко инатење кое што не дава добро на македонската економија и на македонските граѓани. Со инат не се оди во Европска унија. Дали од среда компаниите ќе може да аплицираат веќе со конкретни проекти за финансии од третиот столб? Да, за третиот столб ќе биде огласот распишан, тој ќе биде првиот од неколкуте огласи. Тој оглас ќе трае одреден временски период во кој што компаниите ќе имаат можност да аплицираат и после тоа се разбира дека ќе добијат финансиски средства за поддршка на нивните проекти.